Штип и Новосело се едно исто, еден град. Зошто сега две традиции на фрлање на крстот за во Јордан, прашува хроничарот на градот Елена Јосимовска. Според нејзините истражувања, традицијата е стара и не престанала од турско па наваму, но во различно време на различни начини се практикувала, еднаш во верските објекти, друг пат на отворено. Крстот за во Јордан се фрлал од стариот камен мост, вели Јосимовска, и го спорува начинот на практикување на традицијата на новоселци за фрлање на крстот во последниве 20 години од мостот кај Лџите, за која вели дека е помодарство и дека го дели градот на два дела. Таа посочува дека поделбите не се пожелни кога се во прашање и традициите. Во Ново село никогаш не се фрлал крст на мостот кај Кежевица. Никогаш. Тоа е помодарство. Јас не знам кој го тоа воведе и зошто така сака градот да има две фрлања на крстот, на две места. Ние сме еден град, единствен, Ново село е дел од Штип и зошто на две места тоа не ми е јасно. И не го поддржувам. Новоселци контра ставовите на Јосимовска за обичајот за фрлање на крстот во Ново село. Стар е повеќе од век и половина, тврди новоселецот Киро Маџунаров, водејќи се од сведоштвата на неговиот дедо. Крстот се фрлал во Брегалница на местото викано Бентот. Една година крстот бил изгубен и од тогаш се фрлал дрвен крст. Која е традиција постара, ако знаеме дека Новоселската црква е постара од градската од Свети Никола, значи традицијата сигурно е прифатена прво тука, па после и се ширила на секаде. Според мене, ја не можам тоа да го тврдам и не тврдам. Така да традиција си е традиција, останува онаква каква што е, а се фрлало посебно крстот во Ново село, посебно во градот. Каде се фрлало во градот, еве сега слушам по медиуми дека се фрлало од камениот мост, али во Ново село знам дека се фрлало директно во Брегалница и тоа го тврдам, и тоа на кои места точно, еве ви посочив место тамо кај Бентот, може и на друго место, важно во водите на река Брегалница, тврдам дека се фрлало крстот. И останувам на тоа. Истражувачите на културното наследство, етнолозите, низ годините бележат варијации во традицијата. По долги години, од пред 3 години во Штип, крстот повторно се фрла во Брегалница од Емир Кючук, султановиот познат како Камен мост. Пред Втората светска војна крстот се фрлал од две места, значи кај Ново село, кај мостот во Ново село и кај султан Емир Кючук, султановиот мост во близината на населбата 8 ноември во Штип. После Втората светска војна таа традиција е прекината. Тој чин на фрлање на крстот се фрлал во базенот, во специјално направен базен во црквата Свети Никола, додека со изградбата на градскиот базен во некаде почетокот на 80-тите години се префрлило фрлањето на крстот во базенот, додека пред 3 години е вратена старата традиција. Сепак верувањето остануваат исти кај народот. Фаќањето на крстот носи среќа, а осветените води лекуваат и штитат од болести и зло. Затоа и ден денес се полнат садови со света вода која се носи дома. Се смета дека оној кој што ќе го фати крстот ќе биде здрав и ќе има среќа во наредниот период. Потоа кога оној кој што ќе го фати крстот секако оди по населението, по домовите на куќите и за тоа добива пригодни подароци. Утре на Богојавление, Водици во Штип, крстот ќе се фрли од две места, од мостот на Брегалница во Ново село и од камениот мост кај Јаслибовата градинка. Околу 100 момчиња утре ќе скокнат во Брегалница и ќе си ја испробаат среќата да го фатат светиот крст во светените води на реката.